Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Јасмина од градинката 8 март од Скопје. Денеска сакам да ви прочитам една приказна. Денешната приказна се вика Вкусна приказна. Слушајте внимателно. Кога велиме здрава храна, деца, помислуваме прво на што? Праша учителката Сонја. Калина ги грабна боичките и нацрта портокал со боите на жолтото сонце летно. Потоа цреши со првата боја на виножитото. Кога заврши со црешите, нацрта грозје. Го обои како темјанушките во дворот на баба и. Јана дзирна во блокчето на Калина, се насмеа и таа потоа почна да слика. Нацрта голем црвен домат како автомобилот на таткој. Потоа ја зеде зелената боичка и нацрта насмеана зелка, бушава рукола и крива краставица со рачиња. И се виде интересно, па нацрта и морков со една чудна фризура и цвекло со нешто што наликуваше на перика. Јана и Калина се погледна и се насмеа. Што се смеете вие две? Праша учителката Сонја. Јана рече, многу ми се допаѓа цртежот на Калина. Наликува на обоена приказна. И Калина рече, и мене ми се допаѓа многу цртежот на Јана. Многу е вкусен. Учителката се насмеа и рече, кога има олку умни деца во занималната, јас немам многу работа. И така, учителката Сонја со дечињата во занималната продолжија не смеа да цртаат и чудни и вкусни овошја и зеленчуци. Се надевам, другарчиња, дека ви се допадна приказнава. А сега би сакала да ги повториме боите на виножитото, бидејќи насекаде околу нас ги има боите што ги содржи виножитото. Ајде да започнеме. Значи, првата боја е црвената. По неа доаѓа портокаловата. Така е. Следната боја е жолтата. Одлично. Наредната боја е зелена. Да. По зелената доаѓа сината боја. И на крајот е виолетовата боја. Така е, дечиња, одлично. Виножитото содржи 6 бои. Ајде уште еднашка да ги изброиме и да ги именуваме. Под бројот 1 е црвената боја. Под бројот 2 е портокаловата боја. Под бројот 3 е жолтата боја. Под бројот 4 е зелената боја. Под бројот 5 е сината боја. И под бројот 6 е виолетовата боја. Сакам да ви предложам, другарчиња, да земете сега еден лист од блок, дрвени боички можете, или пак фломастери, по ваш избор. И да насликаме како Калина и Јана во приказната денеска што ја раскажавме, вкусни и интересни овошја и зеленчук. Например, еве како на сликата може да нацртате цреши, крушка, портокали, еве ни една слива, еве и убавата јаготка, потоа боровинки, можеме и да нацртаме и вишни, потоа една тркалезна, вкусна и сочна лупеница и на крајот грозје.
А од зеленчукот може да нацртаме една портокалова тиква, потоа еден грашак, еден убав и црвен домат, така, зелена зелка, модар патлиџан, можеме и брокола да си нацрткаме, потоа еве го и кромитчето да не го заборавиме. Една бабура, роквичка и се разбира морковче. И за на крај, другарчиња, би ви предложила со вашите родители да направите една убава, голема, сочна салата од зеленчук, но другарчиња, пред да започнете да подготвувате салатата, сакам да ве потсетам да не заборавите да ги измиете прво рачињата убаво со сапунче, а потоа да го измиете убаво и зеленчукот. Довидување, другарчиња!